Нова недела, нова авантура. Потрагата по млади таленти ја започнуваме во Скопје. Скопје, градот познат по добриот вкус, град на чаршијата и реката, историјата и современоста. Град, каде што секој залак е дел од традицијата, а секоја софра празник за душата. А сега да се запознаеме подобро со денешниот кандидат. Јас сум Даниела, тетката на Марко. Па Марко како личност е ведра личност, лојален и љубител кон готвењето и храната. Ко личност е добра. Јас сум Јана Јаневска, девојката Марко. Посебен е од другите, така да има своји идеи, своји замисли, така да со тоа се издвојува од другите. Марко како личност е пред се лојален према друштвото и према работата, премногу е ведар, добар, искрен. Марко е сконцентриран кога готви дома, малце понекогаш е хаотично, нормално, затоа што се готви, али пред се е сконцентриран максимално. Ужива додека готви, има голема љубов кон готвењето. Највкусното јадење што го има направено беше пилешко со алфредо сос. Вкусното јадење што го направил е пилешко со пармезан сос. Ми беше роден ден на 26 мај, направи вечера и спреми паста со морски плодови. Палачинки сакаше да прави и наместо да стави газирана вода, стави обична, затоа што ги измеша шишињата, не знаеше која е која. Како друштво сакавме да ја прави палачинки, па поради тоа што немавме средства за палачинките, мораше да готви да ги меша со справа за Нескафе правење. Јас му дадов моја максимална поддршка, горд сум на него дека сака да се пријави и го поддржувам до крај. Горда на него поради тоа што одлучи да си го покаже својот талент пошироко. Мислам дека има шанси да победи, да, затоа што пред се си ја сака работата, ја го сакала многу, од дете му исто сепак му е од дете желба да победи на некоја ваква настап. Да, уверена сум секако, бидејќи готви со љубов. Има голема желба за победа и е упорен во тоа што го прави. Јас сум Марко Трајчевски, доаѓам од Скопје, работам помошник готвач во Дејли. Ме инспирира најмногу насмевката на луѓето. Гледајќи YouTube видеа, гледајќи македонски готвачи. Првиот рецепт што беше направен од мене беше ручак дома за моите, тавори со пилешко месо. Најмногу научив да готвам од шеф Боро Стојановски и од мојата драга тетка Лиле. Па најтипично јадење за нашиот град е тавче гравче, нашата држава. Пржени компирчиња и питата на баба. Дефинитивно тавче гравче и сарма. Ново искуство, предизвик за мене, нов почеток, нови познавања, потпис јадење. Сега ме фатив тука малку неспремен, тешко. Па нека биде лосен со пире од целер. Ако треба да бирам помеѓу традиционална кујна и модерна кујна, повеќе ја сакам и традиционалната, но повеќе ме влече модерната кујна. Чекава, мора да го преформулирам некако, не ми е може? И ова не беше во текстот. Па омилен готвач нека биде шеф Марк, бидејќи он е доста интересен од Франција со неговото љукче. Лукче, а? На твое место, Марко, не би ми било до шега. Сега сме на најубавиот дел. Делот каде мора да се проба готвењето што ми го направи Марко. Марко, повели, донеси ми што ми готвеше денес.
Повелете, шеф. Охо, Лосос со пюре од селер добро. и бюр бланк сос. И бер блан сос. Да. Гледам има маслиново масло или нешто друг. Не, масло од Макдоналдс и масло од портокал. Добро. Оти бер блан е тука на страна. Да. Да, окей. Пирето како го направи со целер или го мешаше Не, со компири? целер, свеж целер. Целер само целер. Само целер. И Како го направи? Го сварив целерот, го направив пире со путер, зачинив Добро. рибата Со на... блендер, рачно, како ми ја Со направи? блендер. Со блендер. Со блендер, да. Добро. Гледам, си направи како се вика донтел, креп, Декорација, донтел, да. да. Палачинка донтел. Браво, убаво. Ми се допаѓа. Има труд, има работа. Лососот? Пржен на кожа. Зошто не ми ја покажи кожата? Оти гледам така само чисто да го пипам, оти кожата е убаво пржена. Беше може поубаво да покажеш или сакаше само ти да го покажеш месото? Па, вака ми дојде во моментот и така одлучив да ја сервирам. Добро. Бер блан. Аха, многу сакам оти бер блан е француски сос. Како го направи бер блан? Запажив кромит, Добро. му додадов малку рузмарин, Розмарин, да, не се става розмарин во бер блан, ама ајде окей. бело вино Добро. и путер. И путер. И после го изблендираше? Да, го изблендирав, го преседив, малку го изредуцирав, му додадов уште малку путер. Добро. Лимон, нешто? Лимон не, Не. нема. Добро. Розмаринот гледам ти сакаш. Ставаш розмарин тука, ставаш розмарин во сос. Па, мора сега да се проба. Колку години имаш? 19. 19 години. За 19 години да ми направиш това? Како да те бива? Па, не, навистина. Личи убаво. Секогаш може поубаво, може и полошо. Очекувано, да. Супер. Ми се допаѓа. Ова работиш негде? Да, работам во Дейли. Дейли Food and Дейли. Wine. Дейли. Да. Шефот те научи да го правиш това или ти го имаше пракса тоа направено дома или нешто така? Ова е... Јас го... Беше моја идеја. Го пробав на работа Добро. и потоа го пробав дома. Го Добро. направив дома. Многу едноставно, ама има работа позади тоа. Навистина, да се меша бер блан со риба, можеме да кажеме оти тоа е нешто класично што се сервира со риба. Бер блан може оди со сите риби. Да. Пирето целер ретко се прави во Македонија, за жал се прави целер, се прави супа од целер, се прави такви ствари. Пире од целер почнува да биде тренд. Да. Многу се употреба со риба и многу се употреба и со диво месо. Го знаеш тоа? Не, ова е нов факт. Да, и со диво месо се додава. Оти пирето од целер е појака на вкус. Зависи како го подготваш, кога ставаш повеќе путер, го прави да биде полесен за јадење. Кога го правиш со малку маслиново масло и све тоа, е многу појак и повеќе одговара со диво месо. Ајде сега ќе пробам да видам прво како е печен лососот. Искрено, знам, оти во Македонија се јади малку веќе пржено, ја го сакам малку по розе, да кажеме. По малку пржен. Има вкус на лимон. Му стаи лимон негде? Никаде. Чудно. Имам вкус. Може би од маслото од портокалот. Аха, маля. Ете тоа. Масло од портокал. Да. Добро. Пирето целер, се осеќа целерот, ми се осеќа и путерот. Има доволно путер внатре. Сосот, фали малку сос, требаше малку повеќе сос да ставиш, ама окей, идејата ми се допаѓа. Вкусот ми се допаѓа. Фали малку сол, бибер, такви стари се додават. Не мора да се става премногу од почеток, да не секако зависи да јади, сака да јади посолено, како да кажам, полуто и се тоа, се додава. Не, добро е балансирано. Рибата е окей? Рибата ми изгледа како замрзната. Не. Не беше замрзната? Свежа е? Свежа, да. Да, чудо. Свежа сабајле ја купивме од рибарница. Браво. Окей. Мислам оти во целата подготовка е окей.
и на ниво. 19 години не можам да барам нешто вау. Супер. Мислам оти и колку слушам позади како да сака и он да пробам. Браво за еден прво искуство, прво контакт со тебе. Мислам ти заслужи да бидеш во емисијата. Во мојата кујна ќе треба да готвиш за 20 минути со една кутија кој нема да знаш што има внатре и да ме изненадиш. Спремен си за тоа? Спремен. Сигурно? Да. Те чекам во мојата кујна. Се гледаме. Да, го чекаме во мојата кујна. Марко? Епа, убавите работи имат почеток. Ке почнеме, да. Од 2 го чекам овој момент. Имаме Марко. Марко денес, млад готвач, што сака да се покаже. Го видовме кај него што ми готвеше преубав лосос. Океј, си беше на терен, си направи нешто убаво за него. Сега, кутијата го чека. Кутијата има намирници. Намирници, што не ги знај, што јас ги спремав пред да дојди, а ќе има 20 минути за да ми подготви нешто превкусно, преубаво и со имагинација, да кажеме, со нешто што ќе го измисли. Со мене, дојди Зеко, дојди малку пред мене, имаме Зеко. Зеко е шефот, менаџер, главниот шефот Сарајева. Сарајева стекас. Со мене денес ќе биде судија. Ќе видиме. Заедно ќе пробаме, ќе видиме што ќе ни готви Марко. Се надевам оти ќе не изнеради. Тоа е поентата од играта, да кажеме, тоа е игра, тоа е нешто што мора да го ставиме така на начин на играње. Оти ако сме пресериозни, тешко, трема ќе не фати. Мене не, ама Марко се смеам, ама он нема да смее, да се смее. Да го викниме? Да го викниме, Марко? Да. Ајде, Марко. Дојди ни. Здраво, шеф. Добар ден, Марко. Добар ден. Добар си? Супер вие. Се гледа. Уау, насмејани сте. Епа. Здраво, Марко. Како сме? Одлично. Фала што дојде, пак ќе ти кажам, ти благодарам уште што ми готвеше претходно, што како се представи, си го покажи најубавиот дел од тебе. Така е. Што мислиш што ти ќе имаш во кутијата? Што мислиш што ќе готвиш денес? Ништо не знам, ништо немам некакво мислење, не знам што ме чека, не знам што сте спремиле. И на вистина така е. Прво и основно имаме еден пријател заеднички, шефот на малиот шеф Марко е Борче. Да го поздравиме. Борче, добар ден. Се надевам, оти убаво го учеше да готви. Оти ќе се представи сега и ќе покажи незините вештини. Да видиме што има во кутијата. Повели? Ајде, зашто јас... Мој да погрешам навака, Земја така? ставија тука, да, и отворија кутијата. Епа, Марко, нека ти е со среќа. Што имаме? Можеш слободно да си го ставиш тука и вака да. И да ги ставиш тука. Имаме сирење, да. Павлака за Крем готвење, павлака, да. Млад кромит, млад кромит, модар домат, домат, црвен домат, обичен, пиперки пиперки и парче. свински бут. Океј. Инспирација, те оставам минута, 2 минути. Колку ти треба? Не колку ти треба, колку ти давам. Не ти давам повеќе, од 1 до 2 минути. Океј, оставам кутијата на страна и се враќам да видам што измислим. Аха, овај не било така лесно. Од ова мора се да се искористи, така? Од све што имаш тука, мора да го потребиш. Малку, повеќе,
на твојот Океј. на твојата мисла, на твоето срце, на твоето љубов. Пред се, еден готвач си има облека. Повели, една капа. Да ги кажам правилата во емисијата, да не забораваме оти сме телевизиски шоу. Не готвиме за огромни луѓе ни се, готвиме еден рецепт за двајца, 2 тањири. Готвиме во домашни услови, затоа јас стои капата, ама нема проблем. Хајде. Повели, тоа ќе ти види престриката за готвење, ќе ти види престриката после за кај тебе, како представник од нашата емисија Авантурите на Марк, сезона 4. Сите наши подржувачи се тука, ги гледате, Арноти се тука, за да ни помагат да правиме убави емисии. Ги имате исто на располагање овде. Што сакам да кажам, него е, ако сака да става ракавици, имаме ракавици. Мислам ти е нешто како сакаш. Основата ти е престилка, капа, облека на готвач, а сега размисли или ти треба уште време? Може уште малку. Уште малку? Идејата од комбинација, што ќе Ова направиш? го мислам. Ова го мислиш? Ова го Што ова ти е мислам. проблем? Да? Малку. Зошто? За мене ова е одлична комбинација. Можеш да направиш нешто на брзина, има и за 10 минути може да го направиш. За мене. Мислам дека сум спремен. Спремен си? Да. Тајмерот ти дава уште 15 секунди. Кога стискам тука, 15 секунди имаш. Океј? Океј. Ајде. Оди. Полека. Ти кажав каде ти се сите тенџериња, тави, све тоа. Печката ти е спремна, имаш сите услови. Имаш ефрајер позади тебе, имаш блендер, имаш све. Ајде. Почнува готвењето. Ајде Марко, Македонија е со тебе. Леле, ова ќе биде интересно. Многу ми е мило што ќе земаш таа тава. Знаеш што ти таа тава е посебна. Зошто? Зошто е баш посебна? Зошто е баш посебна? Ти тавата е инокс. Тава инокс треба да биде многу загреана за да не лепи. Да не забораш тоа. Мало така. Каде кажам совет. Океј? Имаш шински бут. Остави малку на страна. Шеф, само канта за Канта, каде? можеш слободно да стаеш во лавабото, да ти биде полесно. Океј. Ете така. Убаво парче месо. Андреја секогаш не изненадува со убави парчиња месо. Како ти кажав, 2 тањири, една рецепт. Браво. Паметно, коцки. Одлично. Преди пред мене. Браво бе Марко, како фино си сецкаш. Супер. Кој ти е твоја идеја? Сега гледам преш коцки. Океј, што ќе правиш? Идејата ми е на убава тава со свинско ломевце, Добро. мудар домат, пеперката, Океј. црвениот домат, Аха. доста малку младиот. Океј. Крум Да не ќе треба да оставиме. бидеш малку побрзо. Не сакам да ставам притисок, ама 2 минути помина. Аха. Голем предизвик е да се готви за 20 минути. 20 минути е тип-топ време што може еден професионалец да направи едно јадење. А они се млади талентирани, затоа се тука во емисијата. Мислам, оти ќе биде интересно. Оди времето, не да? Браво. Многу сакам како работи, гледај. Чисто си прави, само да пази да не меша месо, зеленчу. Така. Имаш даски на располагање ако сакаш. Да. Така. Океј. Си знае. Полека. Големи коцки. Браво. Одлично. Добро.
Колку години имаш уште? 19. 19 години. Да? Јас на 19 години што песен живе? Да? Добро, не. Да? Турбо. Исто песен? Одлично. Sve na kocki, pametno, zašto kocki, pobrzo se prži, pobrzo se vработува. Наистина, ти треба нешто посебно? Лажица нека. Лажица, имаш повеќе лажици овде. За мешање. Победи. Може... Јо. Добро. Само да кажам, значи смена 16 минути. Остануваат уште 16 минути. 4 минути поминаа. Малку тензија. Изчистени се? Да? Многу убаво да се употреба млад промис, дава така посебен смек, плюс да малку стежина. Така, стежина. Дефинитивно те бидува за сецкање. Во комбинацијата. Така. Да не забораваш што имаш уште павлака, крем павлака, имаш и сирење, што мора да го употребиш во рецептот. Ова е за риба. Можеш на белата, да, сега да употребиш сирењето. Така. Извини. Нема гајде, шеф. Паметно да го употребиш сега. Окей. Исто на коцки? Да. Што ќе правиш? Ќе го мешаш со... Ќе го мешам внатре со мевцот. Добро, супер. Имаш уште свежи тревки овде за располагање, имаш зачини, имаш све на располагање. Дали му ќе дадуваш можеш малку само повеќе оваа вкус. тука да префрлиме позади? Добро. Целата кујна е за тебе. Имаш и регна, имаш и, како да кажам, индукција плодна, имаш витрокерамика, све ќе на твоето располагање. Валя, браво. Само што ќе направиме, ќе пуштиме, така. 14 минути. Тик, так, Марко, тик, так, ајде. Имаш уште тава, ако сакаш. Тука се така. Кристал, обавезно? Да. Така, супер. Окей. Не се допаѓа. Начинот на работење чисто. Да? Окей. Многу внимание на месото. Да, многу внимание на месото. А има други наменици што треба да се пршат, ама иде. Он си знае. Да. А, шефови, мислите дека знае? Окей. Да, Еленка. Еленка. Малку сол. Окей. Кој ти е идејата сега? Што ќе направиш сега? Смена. Сега Уште малку на пола. ќе го запржиме зеленчукот, потоа ќе го додадеме во месецот. Добро.
Добре, добре. Полека, ете. Може да патижам прво, паметно. Значи може да патижам и пипетата и треба малку повеќе време да се пропржува. Може да патижам убива од зејтин. Окей. И само ти можеш да го вратиш месото напред, ќе ти биде полесно да го завршиш. Е, така да се гледам. Да гледат и гледачите што готвиш, а ти сега му вратиш грб. Супер. Оба сме при крај. Месото е при крај. За жал месото нема да го пробаш. Не. Намерно го направи тоа, намерно го направи тоа месо така за да не ми јадеш. Не. Епа, тоа е тоа. Има луѓе што јадат свинско месо, има други што не јадат свинско месо. Јас ќе го пробам, он ќе го гледам. Можам да ти кажам, оти си на пола време. Окей? Океј. Тоа да малку тензија. Епа, крај. Ама окей. Се гледам. Дечкото е на рад, насмеан. Супер. Не збори многу, ама тоа, се разбирам. Јас сум човек што многу збори. Не бе, Марк, зошто? Браво. Окей. Имаш и сок, имаш све од месото. Браво. Ми само ти е време за да читам. А? Да видиме. Да. Тоа е професионална деформација. Знаеш, некој пати тешко да не кажеш. Да. Да кажемо ти, зеленчукот навистина е врт, ни доаѓа Фармер Бој. Сите го познаваме Фармер Бој. Ова година ни прави чест да ни дава убава зеленчук за учесниците да готват преубави јадења, био, органско. Мора да се храниме здраво, мора да се храниме убаво, а ми само тука имаме што ни треба. Чисто си работи, Основата, сега кажам, основата во кујната е хигиена. Ако нема хигиена, жабе. Ба не само во кујната, и дома. Многу мажи и готвати, ајде. После жената присади за да кујната. Ете тоа е. Не, овде педантно се супер. Ми се допаѓа. Окей. Чист ремендер, да? Окей. За перење, браво. Може. Можам да кажам, че точно да биде се убаво. А? Почно да биде се убаво. Окей. Јас намерно стефам ти павлака. Оти павлаката не може да кажа, многу ретко се употреба во кујната во Македонија. Кога му ставаш павлака на некој шук е прам со павлака. Епа, павлаката мора сега, денес, да употреби. Да видиме што ќе направи со павлаката. А павлаката президент ја запознавам, од одамна ја работам, ја сакам и на вистина комбинација со јадењата за мене е. Ама му фали нешто, мислам, да, нешто, да, чудно. Ама, окей, да го оставиме. Розмарин. Свеж розмарин од дворчето. Да. Ето тоа фалеше. Браво. Не се допаѓа. Тоа ќе го смени целиот вкус и мирис од јадењето.
Океј. Имаш навика да работаш со крем павлака? Не. Да, Да? да. Океј. Супер. Одлично. Да. Како кажам, беше лесно, беше кај него на неговиот терен, направи убаво јадење и све. Тоа му кажат, чекај, окей, супер. Тоа си го направи кај тебе. Сега, Да видиме се. и за 20 минути навистина не е лесно. Не е лесно, да. Само да ти кажам, ти остануват уште 6 минути. Па мислам, ти си при крај, а? Да, А? при крај. А, Марко, сигурен? Имаш длабок тањери, имаш мали, тоа се мали, имаш големи доле што се убави за употребување, имаш и долги тањери ако сакаш, четвртасти. Да. Имаш. Само ти советувам да ја бришиш даската. Да бришиш даската пред да ги ставиш тањерите. Така. Мора да му кажеме нешто, пак ќе кажам, не сме во правила на надпревар, не на меѓународен надпревар, надпревар оти местото мора да си го обезбеди до полафинале, за да може да оди во финалата, што ќе направи денес, ќе го представува за понатаму. Ние ќе го оцениме, ама и публиката ќе го оцени. И публиката ќе го оцени. Зависи, не само зависи од нас, ќе зависи и од вас, публика. Па да, и вие ќе кажете дали Марко денес ве изненади. На нас, на вистина, окей до сега. Кажете ми вашето мислење. Пишете на авантурите на Марк на Инстаграм. Слободно ќе ви одговарам. Кажете ми што мислите од него. Како ќе го крстиш овој јадење? Ова јадење? Да, мора да му дадеш едно име. Може го направи за прв пат таква мешавина свето, ама каков име ќе му дадеш ако имаше ресторан, како ќе го крстеше овој јадење? Како што реков во самата најава, Аха, може би го крстил Тава 3M. Тава 3M. Да. Добро, ајде, имаме денеска Тава 3M подготвено од 1M Марко. Задоволен си од твојата работа? Од твоето готвење? Да. Да. Може секогаш поубаво. А? Од подоброто може и подобро. Имаш овде Картија? палома го сакаш, картија? Да. Све имаме? Имаш уште 3 минути. Опа. Види си на рад. Браво. Идина. 3 минути. Точно. Останува. Браво. Много ми се допира. Шеф, само ренде дали... Шо? Ренде. Ми треба нешто? Ренде. Ренде. Имам. Ова, ако може да ти помага. Добро. Добра идеја. На крај малку рендан сирење. Ова ќе биде многу тенко. Супер. Па да. Неочекувано. Ми се допаѓа. Браво. Ќе заврши и пред време. Ќе мора специјална оценка да ти заврши пред време? Не, ќе го оставиме. Ќе видиме. Како си работи, чисто све.
Това ти е босилек. Босилек. Да. Океј. Исто, од мене од дворчето, тоа е нешто што сакам да имам. Не можам да готвам без свежи тревки. Мора, тоа е нешто дел од кујната што мора да го имам. Ја дава тој мирис, тој вкус што природата ви го дава. Тоа е природа. Минута и 20 секунди. Ќе видиш све? Да. Да. Све што не ти треба напред, да си го ставиш позади. Ете така, две тањери, браво. Уште една минута. Одлично. Све ставаш позади. Океј. Браво! Крајот го краси делото. Браво. И? Готово. Заврши? Да. Сигурен си? Не. Имаш уште 40 секунди. Браво. Тоа ми се допаѓа. Готово. Готово. Епа, мислам, оти можеме, а? Браво. Секоја чест. Сега, како го кажа претходно, представи го твоето јадење. Што ни направи денеска овде? Па, најпрви една убава тава свинско месо. Добро. Го запрживме свинскиот бут. Му дадовме потоа малку модар домат, пиперка, црвен патлижан. Сиренцето малку коцки го изјацкавме на коцки, го ставивме во тавата. Малку хопла, Добро. крем за готвење. Зачини го издинставме малку, одозгоре уште малку сиренце. Можеме да кажеме, да, направи нешто што го направи со љубов, со срце, со имагинација, од почеток за кратко време, за 20 минути, ни направи две јадења. Сигурен сум оти дома може не го прави за толку кратко време, го прави така или во работата каде работиш, ама сега, убаво да го покажеш, ама мора да го пробаме. Одиме за проба. Заврши готвењето. Убавиот дел секогаш е после, кој треба да се проба. Јас го имам таа чест со Зеко да пробаме јадењето од, како да го кажеме, шефот, младиот шеф, почетник, како е? Идниот. Да? Идниот шеф. Идниот шеф. Така ми се допаѓа. На вистина, идниот шеф. Ајде, идниот шеф Марко, те молам, донеси ги до твојот тањер. Браво. Лете. Ха? Јас мислам дека добро. Уште еднаш, името? Тава трием. Тава Трием. Ти ја земам милучката, оти... Јас ќе се извинам, јас нема да го пробам. Не, ја почитувам. Ја ќе видам тој што ќе проба. Ќе ја дам. Да, за тоа, за вкусот ќе видиш како мене. Ќе видам ти што ќе кажеш. Добро. Ајде, почнуваме прво со парче месо. Пиперката е малку тврда. Ја сакам кој е... Оводи. Не е многу пржена, ама ми се допаѓа со комбинацијата. Верувај, убаво е. Може да пазиш? Таман. Доматот се стопи, сирењето дава преубав вкус
со павлаката. Верувај, оти комбинацијата е балансирана и е преубава. Едно нешто што му кажам, фали тој розмарин го стај, ама не се осеќа. Да, не го осеќам. Ама преубаво е. Браво. Мислам, оти успе, со неколку наминути што ги дадов, за 20 минути, успе не да ме изненадиш. Ми направи нешто, навистина, од нешто убаво и преубаво, да кажеме. Изненадување ќе ме беше малку плюс. Ама, коректно, за твоите години, на твоето искуство што го имаш, што ми го направи денес, за 20 минути. Шапо. Сега, овде имаме лажици. Лажици за ајвар, лажици за оценување. Позади овие палци, овие лажици, има оценка. Зеко и јас ќе го оцениме. Арно, ти си тука за да ми го дадиш добриот збор. Не знам што очекуваш. Ќе се одиш малку на страна. Добро. Ние ќе разговараме малку и ќе видиме каква оценка ќе ти дадеме. Договорено, шеф. Фала ти многу за убавото јадење што ми го направи. Фала. Ајде. Треба да нам дадеме 3 оценки. Од 1 до 5. Прво, за вкусот. Вкусот ќе ми го стеш на мене истото. Второто, презентација. Третото, имагинација. Што го направи. Океј? Од 1 до 5 да го оцениме. Одам на вкус. Прво, ајде. За мене вкусот не е перфекција, ама можам да дадам 4. Ти ке? Истата оценка по тебе ќе одам за вкусот, оставам на тебе, верувам во тебе. Вола, 4. Вкусот е 4. Секогаш може поубаво, го имаме вкусот, ма фали малку нешто што ќе го направи тој вау. Ете така. Океј? Ајде. Продолжуваме. Презентација. Можеме да кажеме тие чисто. Чисто. Го избриши тањерот. Убаво за око. Секогаш кажувам оти тањер како една жена. Треба прво да ти смама на очи, да ти каже, да ти привлекува. После да се мириса и трето да се јаде. Да. Овде го имаме убава презентација, навистина малку едноставно, ама убаво. Со намините што беше, можеше да се презентира на друг начин и све. Ама ајде, 20 минути, океј. Убава презентација, ми се допаѓа. Одлично, добро, може. Мислам да одиме пак со 4. Да. Колку даваш ти? Не мора да биде како мене. Јас сум 5 да му дадам, ама Јас сум многу строг, сакам да биде, како да кажам, точно што е мислење, точно што е во тањерот, ја давам 4. Океј? Ајде. Сега, како го измисли? Имагинација што имаше позади тоа. Навистина имаше свинско филе, свински бут, пардон, имаше сирење, имаше крем павлака, имаше зеленчук, имаше све тоа. Редот го, како да кажам, го почитуваше, убаво го направи, навистина вкус, све тоа, окей. Како го измисли? Убаво измислено. Да. Оти едноставни намирици што ги има секаде, да кажеме, во Македонија, да направиш нешто, ми се допаѓа. Да. Колку ќе ме дајме сега? Ја те оставам на тебе исто. Колку има позади ова? Дали беше доста имажинатив? Како се кажува? Доста имаше имагинација? Дали имаше доста имагинација? Да. Петка за имагинација. Това ни прави 2 пати 4, 2 пати 4 и 2 пати 5. Добра оценка. Сега, гледачи, останувам на вас да гласате за
Марко. Марко останува за вас сега да имате 10 поени што можете да му го дадете. Од оценките што ние му дадовме, вашата страна ова недела мора да гласате за него преку Инстаграм Авантурите на Марк, вашето име, обавезно, оценка колку дадате, и еден мал коментар ако сакате, ќе биде добро дојден. Ќе го пренесиме на Марко. А јас со Зеко, не збори многу Зеко, ма многу го сакам Зеко. Многу добар човек. Навистина, јас ќе продолжам да го јадам ова, ќе си разговараме малку и се гледаме наредната недела со нов Кандидат? Нов кандидат? Да. Што мислиш, ќе биде подобар? Ќе видиме. Ќе видиме. А на Марко може добро. Беше то. Дојди кај нас, Марко. Ајде, ќе ги поздравиме гледачите. Гласајте за него, оценката е ваша, а ние се гледаме наредната недела. Ја премногу смешно. Хабиб како личност е премногу одговорен, принципиелен и весел. Хабиб кога готви дома, изгледа премногу смешно. Здраво, јас сум Сара Трпковска, пријателка на Хабиб. Првично сме јас и Хабиб колеги. После тоа, така доволно. Највкусното јадење што го има подготвено, тоа е малце специфично. Се работи као запита вртена, празна, ама со прасу средина и како капа има така и фактички кинеш од питава и мрцаш у празот. Значи тоа е нешто превкусно. Здраво на сите, јас сум Хабиб Паце Суреманов. Ме инспирира пред се храната, затоа сум и тука дојден. Што беше второто, извини, заборавив. Хабиб како личност е најпозитивен, пред се најдобар пријател и многу креативен и одговорен. Уште од 7-8 години сум се мешал у кујна дома, сум правел разни јадења. Добро, некои јадења и иделе у кантап, пошто не биле за јадење, али од мали нозе обожавам да готвам, тоа ме инспирира, ме исполнува и така натака. Кога реши да се пријави, бевме премногу изненадени и не очекувавме него, бидејќи го знаеме како смирен човек. Јас му рекол да се пријави кај вас, бидејќи многу верувам во него и многу ќе успеа во животот, ќе има многу големи успеси. Најтипично јадење од мојот регион е зелник. Тоа е као лиснато тесто, фактички као бурек вртен. И е превкусно. Хабиб кога готви дома или на работа каде и да готви, многу е интересен, бидејќи секогаш готви со музика, со играње, со шала и го сака тоа што го прави. Шансите за да победи се премногу големи, затоа што е премногу креативен во куњата. Ова шоу се пријавив поради тоа што сакам луѓето да видат мојата креативност во готвење, да слушнат за мене и да се покажам, да се докажам и така натака. Одговорноста и во тоа се издвојува што сака нови работи, нови авантури. Првиот рецепт било благо, се вика трилече и тоа го правев секоја втора ден.